Еден од предизвиците на секој општество е да избере добри лидери. Се што треба е оние што се најдобри да се постават напред. Но тоа воопшто не е едноставно. Многу е важно според кои услови и критериуми се определува кој е добар, а кој не е. Прво, мора да се нагласи најважното. Ако системот е демократија, главни се секогаш граѓаните. Но бидејќи не може сите да бидат во првиот ред, се избира еден или неколкумина. Лидер во превод значи водач, а не цар или император. Еден од најчестите услови по кои се избираат лидери на овие простори е кандидатот да биде човек на народот, кој доаѓа од народот и ги разбира проблемите на народот. Но да го видиме тоа од другата страна. Некој можеби го разбира проблемот со расипан автомобил, бидејќи самиот се нашол во таква ситуација. Но ако не е автомеханичар, џабе доаѓа од луѓето со расипани автомобили и џабе ги разбира нивните проблеми, кога не знае да ги поправи. Важно, ова не значи дека народните луѓе треба да се отфрлат уште во стартот. Само дека да се биде од народот не е доволно за да се биде добар лидер. Треба многу повеќе. Друг услов е да се бара човек што ги има сите одговори и решенија. Но верувањето дека еден човек ги има сите решенија води кон култ на личноста, нешто што е неспојиво со демократските системи. Таквиот пристап не само што е апсурден сам по себе, туку ги пасивизира и граѓаните. Доколку лидерот знае и може се, тогаш тој не може ниту да биде критикуван. Затоа, да не заборавиме, политичарите се вработени од граѓаните и работа за нив, а за тоа земаат плата. Исто како што една фирма за реновирање станови е ангажирана од клиент и од него зема пари. Никој не остава фирмата сама да смисли како ќе го реновира станот, освен во реалните шоуа. Во реалниот живот се спојуваат стручноста на фирмата и желбите на клиентот за да се најдат решенија. Така треба да биде и во политиката. Граѓаните треба да бидат активни. Барањето Месија требаше да заврши пред илјадници години. Се бара и да нема багаж, поточно да нема проблематично минато, било поради корупцијски афери или поради друго несоодветно однесување. Тоа е апсолутен услов, но често доведува до пробив на млади кадри во првиот ред, на возраст на која се уште треба да учат, а не да водат. Како млади и неизвалкани, лесно ги освојуваат симпатиите на граѓаните, но потоа доаѓа одговорот на прашањето дали навистина се неизвалкани или дотогаш немале можност да се извалкаат. Значи не треба да нема багаж, туку да има добар и квалитетен багаж. Понекогаш се гледа и тоа дали кандидатот има високи морални вредности, дали е семеен човек, дали ја почитува традицијата, дали е религиозен, како се облекува, како се однесува во јавноста и така натаму. Ова е во најголем дел неважно. Политичарот е работник и треба да се цени само преку способноста да извршува работата. На крајот, како се избира добар лидер? Најдобрите треба да ги ставиме напред секако.